Председателот на Србија Александар Вучич потврди дека руските ракетни системи за противвоздушна одбрана С-400 и Панцир-С ќе учествуваат на заедничките српско-руски воени вежби. S-400 je u zemlji zbog ove vežbe i sutra ću ja da idem da vidim S-400 direktno, a Pancir-S u subotu idem da vidim. Pancir-S smo naručili. Тоа претходно го соопшти Руското министерство за одбрана, додавајќи дека ракетните системи земја-воздух биле распоредени во базата Батајница во близина на Белград. Ова е за прв пат овие системи да се појават на воени вежби надвор од Русија, се додава во соопштението на Руското министерство. Единиците ќе учествуваат во втората фаза на руско-српската вежба за воздушна одбрана Словенски штит 2019, што ќе трае до 29 октомври. Првата фаза се одржа во јужниот руски регион Астрахан во септември. Србија, чија војска се базира врз екс-советската технологија за оружје, во последните години набави борбени авиони МиГ-29, како и хеликоптери, тенкови и оклопни возила од Русија. Двете земји исто така ја зајакна и разузнавачката соработка. Деновиве Сергеј Наришкин, шеф на руската служба за надворешно разузнавање, за српската државна телевизија РТС изјави дека двете држави вршат сложени меѓусебни операции за да ги заштитат своите надворешни интереси. Инаку Вучич го потврди пристигнувањето на руските ракетни системи на церемонијата за одбележување на пристигнувањето на првиот товарен воз од Кина во Белград. Патот од над 10.500 километри помеѓу кинескиот град Джинан и Белград, возот го минал за еден месец и донесе повеќе од 500 тони градешна опрема, што ќе ја користат кинеските компании кои градат брза железничка линија меѓу Белград и унгарскиот главен град Будимпешта. Иако Србија се стреми да влезе во Европската унија, таа ги задржа блиските врски со Кина и со Русија. Според оценките во Белград, влегувањето на Србија во трговска соработка со Евроазиската економска унија ќе значи нејзина целосна нова фаза со оглед на тоа што влегува на пазар со капацитет од над 182 милиона потрошувачи.